Добро вечер. Градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска, достави докази во основното јавно обвинителство во врска со легализирани дивоградби во општина Чаир спротивно на законот. Арсовска посочи дека за повикот на основното јавно обвинителство до град Скопје дознала утрово од медиумите и нагласи дека документацијата, односно доказите, би требало да бидат добавени од страна на обвинителството по службена должност, бидејќи, како што рече, град Скопје има пуштено повеќе од 15 соопштенија и сите наводи се јавно објавени. Според документацијата која што ја поседува град Скопје од катастарот за недвижнини, градоначалничката појасни дека може да се увиди дека биле упишани имотни листови спротивно на законот и без знаење и согласност од град Скопје. Во однос на информацијата од МВР дека немало пријава од страна на градоначалничката дека има закани по живот, Арсовска кажа дека тоа во многу наврати било пријавувано, а таа не се чувствува безбедно. Катастар овој документ го прифаќа и му го брише целиот предмет со кој што он упишал со фалсификати легализирани дивоградби. Ние имаме вакви 150 и сите еден по еден ќе ги изведуваме ако треба. Меѓутоа ова е оној каде што е фатен со фалсификатите во раце. Тој доказ не знам дали ќе успее да го обезбеди јавното обвинителство и останатите институции, затоа што тој успел за неполни 24 часа да го поништи во катастарот и најверојатно веќе е во некој шредер во општина Чаир. Очекувате по пријавата да влезат? Не очекувам искрено. А ако влезат ќе се прават дека не нашле ништо, затоа што предметот е избришан. Меѓутоа воопшто да не се грижат, во понеделник ќе дојдеме со 150 предмети. Не можат до понеделник да ги избришат. Тука ги чекавме, така да знаете. А основното јавно обвинителство во Скопје во кратко соопштение информира дека постапува по известувањето доставено од ЦВР Скопје и издало неколку наредби според кои веќе се преземаат действија во врска со бесправните градби во општина Чаир. Основното јавно обвинителство во Скопје постапува по известувањето доставено од ЦВР Скопје и издаде неколку наредби според кои веќе се преземаат действија во врска со бесправните градби во општина Чаир. Информира обвинителството во врска со тоа дали јавниот обвинител досега прибавил докази од општина Чаир за тврдењата на градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска. Со пораката ние изгубивме, вие имате уште за што да се борите и со свирежи пред инспекцијските служби, пред полицијата и пред основниот суд и јавното обвинителство во Кочани, семејствата на починатите и на повредените во пожарот во клубот Пулс попладнево го организира 8-миот марш за ангелите. Во јавното обраќање пред обвинителството, родителите реагираа што бројот на осомничените од 73 се намалил на 46 лица, а повеќето од оние кои треба да одговараат не се повикани на распит, ниту пак се осомничени. Нагласија дека во периодот на болка и тага биле принудени да ги проучуваат законските норми и прописи за да не бидат изманипулирани, а сите сознанија до кои дошле ќе ги објават на заеднички профил на социјалните мрежи. Од 8-миот марш за ангелите во Кочани, родителите порачаа дека остануваат на барањето за неселективност во постапката, а ако не ја добијат правдата пред домашните правосудни органи, вистината ќе ја обелоденат во меѓународни рамки. Од ЦВР Тетово информираа дека денеска околу 15 часот и 30 минути се случила сообраќајна несреќа во која една жена го загубила животот, а 6 други лица се повредени. Сообраќајната несреќа се случила на автопатот Гостивар Тетово во близина на надпатникот за Камењане. Се случила сообраќајна незгода со излетување од пат на патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици, управувано од ЈС од село Пирок. Во незгодата, докторот итна медицинска помош констатирал смрт на лице место кај сопатничката ДА од село Боговиње, додека со повреди биле пренесени во ургентен центар Тетово возачот на возилото ЈС, како и останатите 4 сопатници кои се на возраст од 6 до 21 година, информираа од ЦВР Тетово. На мирен собир, верници од неколку епархии во земјава побара епископот Партени да биде кандидат за нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. Бараа да биде слушнат и нивниот збор, а пораките ги испратија и пред резиденцијата на архиепископот господин Стефан.
Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Верници од неколку епархии денеска на собир побара епископот Партени да биде втор кандидат за митрополит на Дебарско-Кечевската епархија. Верниците со објаснување: важно е да се слушне изборот од живата црква, од народот, за отец Партени, бидејќи тој 3 децении е активен со верниците и заради него се во верата. Најпрво, дозволете да побараме јавна прошка и да се извиниме на двајцата дедовци, како на дедо Стефан, така и на дедо Партени, за овој мирен собир. Знаеме дека нивната монашка смиреност во принципи не поддржува вакви собири. Бараме да биде слушнат гласот на логиката, ништо повеќе. Бараме на тој предлог избор да има и втор кандидат, односно зборуваме за отец Партени. Во никој случај не сме против новоназначениот монах, на кого што му посакуваме долг и благодетен живот, многу духовни чеда и големо смирение, онакво какво што го краси дедо Партени. Со ваквото свештенство денес е компетентно да зборува за духовност, исто како некој што прочитал прирачник за тоа како се вози велосипед, а никогаш не возил, ќе не учи како да го возиме велосипедот. Така што тука сме дојдени да му дадеме поддршка на владиката Партени кој има илјадници духовни чеда. Малку и не е логично начинот како ни беше даден тој избор, односно кога е само еден предлог, па и не е така избор, нели? Ние народот си имаме свој особено од оваа епархија, си имаме наш, веќе што го чувствуваме духовен отец кој што го осеќаме како пастир и затоа сметам дека е важно да е во допир бидејќи треба и архипастирот со паствата. Протестот продолжи до резиденцијата на архиепископот Стефан, каде ги кажаа пораките до архиепископот. Денеска монахот Георги беше и на чествувањето во археолошкиот локалитет Стопи, каде што беше отслужена света божествена литургија за првиот Вселенски собор, со кој предводеше архиепископот Стефан. Ново избраниот монах Георги е предлогот на архиепископот Стефан за избор на нов митрополит на Дебарско-Кечевската епархија. Предлогот го испратил до членовите на синодот, а седницата за избор ја закажал за 12 јуни. Отец Георги или поранешниот декан на Богословскиот факултет и екс-амбасадор во Ватикан, Ѓојко Ѓорѓевски, беше замонашен на 27 мај. На 28 мај станува јероѓакон, а потоа јеромонах. Над 15.000 ученици во завршна година од средното образование денеска го полага првиот од двата екстерни испита од годинашната државна матура. Мајчин јазик и литература, кој е задолжителен за сите матуранти. Испитите се одржуваа во училишта со соодветни услови, а каде тоа не е можно во факултетски амфитеатри. Повеќе од Здравко Димитров. Почна полагањето на државната матура. Над 15.000 матуранти го полагаа испитот по мајчин јазик, првиот од двата екстерни испити од државната матура. Дел од нив во своите училишта, дел пак во амфитеатрите на најблиските факултети, каде има соодветни услови за спроведување на испитите. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека очекува подобри резултати од минатите години и ги предупреди учениците да не препишуваат за да не загубат цела година од нивното образование. Тој што препишува не очекувам ни да знае, најверојатно ќе изгуби целата година до следното полагање на матурата, што значи изгубил година од животот или да влезе на пазарот на труд или да влезе на факултет. Полагаат околу 15.000 ученици, оние училишта кои што имаат законски обезбедени услови полагаат учениците во училишта, таму каде што не можеше да се исполнат условите, полагаат во амфитеатри. Јаневска кажа дека од оваа година се донесени и построги законски регулативи, односно тестаторите и наблюдувачите кои ќе пропуштат прекршување на правилникот за полагање, ќе бидат отстранети од процесот на полагање, но сепак државниот изборен центар е тој кој што ќе мора да преземе мерки. Оттаму пак ги повикаа сите наставници кои се во улога на тестатори, сериозно да ја сватат нивната задача. Сите наставници кои што се во улога на тестатори максимално одговорно да си ја сватат својата задача денес, бидејќи нивната улога е клучна во оваа наша работа, затоа што не сме само ние, тука сме сите, целиот образовен систем вклучен,
тргнувајќи од Државниот испитен центар, Министерството за образование, Бирото за развој на образование и останатите образовни институции. На екстерниот испит по мајчин јазик, речиси 10.000 ученици полагаа македонски јазик, повеќе од 4.300 албански јазик, а околу 300 турски и српски јазик. Следниот екстерен предмет ќе се полага на 11 јуни, а најголем интерес има за англиски јазик, за кој се пријавиле над 13.000 ученици. Вестите завршија, останете со Канал 5. Пријатна вечер.